Ќе пробам да ви кажам тоа што ми лежи на срце, па кој како сака така нека ме разбере. Граѓанско-демократската унија ја создадовме не заради тоа да носиме костими и да глумиме политичари, а затоа што ни дое преку глава оние со костимите и политичарите да ни ја подценуваат интелигентноста, да ми го вреѓаат здравиот разум и да ми ја уништуваат мојата иднина и иднината на моите деца. Ако вие не сте согласни со тоа или кој да било не е согласен со тоа, јас сум готов да полемизирам. Граѓанско-демократската унија е оној политички субјект во Македонија кој што се роди сам од себе. Од круг пријатели, истомисленици, кои што решивме со својот гол ентузијазам, со малкото лични средства и време кои што имаме, да се спротиставиме на ова лудило кој што 28 години ни го јаде општеството. И во моментот кога ние решивме дека спротиставувајќи се ќе влеземе во една битка помеѓу Давид и Голијат, или оние гиганти против нас малите, една политичка битка, во која што тие најверојатно ќе не минимизираат, нема да не забележуваат, нема да сме интересни, се случи чудо, особено во нашиот град Штип. За прв пат во историјата на нашиот град СДСМ и ДПМН се обединети и тоа против ГДУ, кое што е многу интересно. Секој еден од вас ги има гледано клипчиња, порачани стати, не знам уши што ли не, во кое што се објаснува како Граѓанско-демократската унија е најопасната политичка партија во градот Штип и во Македонија. Почитувани, ние не сме биле ниту еден ден на власт. Нашиот живот изгледа вака не затоа што Граѓанско-демократската унија е опасен политички субјект, бидејќи вие сте алчни, арогантни, криминални типови кои што повеќе од 28 години ни го раководите градот. Не само што сте криминалци, ами сте апсолутно и неспособни и некреативни. Кој ќе тргнете да обвинувате некого, барем најдете некаков аргумент за да го обвините во нешто кое што е суштествено и важно. И тоа е реалноста во нашиот град. Кога зборуваме за тоа зошто ГДУ им привлекува толку внимание и им боде во очите, затоа што ние ја зборуваме вистината. Таква како што е. Таа е не многу пријатна и понекогаш дури носи и негативни политички поени, тоеш згубиш, не си популист, не се лигавиш, не им објаснуваш шарени приказки и луѓето тоа не го прифаќаат. За жал, кај нас сме научени некој нон-стоп да не лажи. Ние од ГДУ си поставивме амбиција да се обидеме да не лажеме, да зборуваме вистината. Кога разговарав со колегите тука, тоа што ми го кажале, иако сум од Штип, често сум тука, но не сум толку во тек, вика во Штип се носи глас дека Граѓанско-демократската унија била бугарската партија. Во ред Петар Колев бил бугарин, во ред Борче Пачемски истовремено со тоа на 2 или 3 публикации го објавуваат како македонски националист, фундаменталист. Човек кој што на времето бил спортист, нели, многу национално расположен, националист до крајности. Адвокатот Михов па бил многу добар професионалец, луѓето губеле дело од него и почнуваат да го обвинуваат у тоа како тој си ја вршил неговата работа. Сега нема да бидам адвокат ни на Пачемски, ни на Михов. Михов може и сам да си биде адвокат. Но односно прашањето за Петар Колев, да ја ставиме вистинава на масата. За разлика од сите политичари од 1991 до 2019 година, Петар Колев, кој што е син на Милојца Колев и на Сузана Колева, едниот електричар, другата шивачка, имаше смелост и доблеста пред целата македонска јавност да излезе и да каже: да, дечки, јас имам бугарско државјанство. За разлика од другите кои што ве уведуваат во разни патриотски приказни, нели, и така натаму, да ви ја кажам вистината, над 5000 луѓе во овој град имаат бугарско државјанство. Ако ГДУ беше таа политичка партија бугарскава, ние требаше да бидеме прва политичка сила, но тоа нема никакво значење. Тоа од тие 5000 луѓе најголемиот дел од нив најверојатно се во СДСМ и во ВМРО ДПМН. И бидејќи ние имаме смелост да ја кажеме вистината и нашиот претседател дека е бугарски државјанин, ги предизвикувам колегите од СДСМ и од ДПМН да не ги именувам јас по имено од нивново раководство кои се бугарски државјани, да соверат смелост и да излезат јавно пред македонската јавност и да ја кажат вистината кои од нив се бугарски државјани, а во моментот се министри, пратеници, градоначалници, директори.
Ајде мажиња од ДПМН и од СДСМ, без да продавате патриотизам по улиците ни Штип, затоа што ние гледаме дека возите Благоевградски и Софиски коли, а тоа нема како да се случи без државјанство бугарско. Ајде излезете и не продавајте нели приказни во општеството, излезете и кажете. Но почитувани пријатели, ниту тоа што Борче Пачемски е македонски националист, ниту тоа што адвокатот Михов е добар адвокат, ниту тоа што Петар Колев е државјанин на Република Бугарија е проблем на ово општество. И трите примери, ниту еден од нив не е опишан во казнениот законник на Република Македонија. Проблемот на ово општество е тоа што 28 години не раководат криминалци, бандити, секакви луѓе кои што се готови, толку духовно се паднати што се готови дори да украдат од оброкот и на собствените деца. И на крајот, под превезот на патриотизмот, со пасаван од Унгарија да ја напуштат Република Македонија и да заминат во Будимпешта. Оние истиве патриоти кои што овие 27 години, особено оној унгарецот, не знам денеска како така со мирно срце и со мирна душа, можеби ќе ни се обрати преку Фејсбук, како така може да гледа луѓе, најобични луѓе како нас, поведени од емоција, кои што добија 211 години затвор. Не баре тие луѓе се најголемиве криминалци во државата. Тие луѓе поведени од емоции кои што влего, не ме разбирайте грешно, не оправдувам насилства, но некој ми отвори вратата, а тие што ми отворија вратата се шетаат по улициве и вечераат во скапите скопски ресторанти. Оној другиот кој што им даде наредба, во моментот најверојатно го гледа течението на реката Дунав и се насладува на своите милиарди кои што ги украде од нас. Јас не сакам да живеам во такво општество, јас не сакам да живеам во таква држава и затоа се пушти во оваа политичка битка. И зошто зборувам не сакам да живеам? Бидејќи пред нас, секој еден од нас, има два избори. Едниот избор е да избегаме од Македонија, иако јас сум живеел 13-15 години надвор од Македонија и знам што значи да си емигрант. Или второто е да ги обединиме силите и да му објавиме војна на ова зло. Не само да му објавиме, а да го победиме. Не заради друго, не заради нас, не заради нашите родители, а заради нашите деца. Затоа што оваа држава е создадена не само за тоа ние да живееме добро. Оваа држава е создадена и идните генерации да останат и да живеат овдека во неа и да живеат добро. И ако јас како штипјанец сум горд што почнуваме од Штип со промоција на нашите клубови, би сакал да ви кажам следново нешто. За разлика од другите партии, ние ќе се трудиме да зборуваме, и тоа е важно за нас, ќе се трудиме да зборуваме тоа што мислиме. Ќе се обидеме да ви ги кажуваме работите такви како што ни лежат на срцето, но за жал, како и вие сами што гледате, многу ретко можете да не видите по националните медиуми, по националните студија, кое што е прашање на нешто сосема друго, но се надевам дека Македонија ќе помине во друга фаза и некои работи ќе се сменат. Но сакав да ви кажам дека тоа како ќе изгледа нашата држава, како ќе изгледа нашиот град и нашето општество е одговорност на секој еден од нас. Ја разбирам дека луѓе се уплашени, кој заради работа, кој заради бизнис, заради што и да било друго, да се мешаат во политика и ни објаснуваат и на нас колку било тешко тоа да се пробие овој систем. Ќе ви кажам, од гласањето нема ништо полесно. Имате пенкало, имате свест, сами со себе сте зад параванот и вие решавате во каква држава да живееме. Да живее оваа мала, измачена и сега веќе Република Северна Македонија.